Подрачјето на кањонот Матка се наоѓа во долниот тек на реката Треска, речиси на дофат на Скопје во југозападен правец. Со градот комуницира преку патот за селото Долна Матка, односно за хидроелектраната. Во границите на подрачјето е опфатен теренот на двете страни на реката Треска со максимална широчина на југозападниот крај, кај местото Козјак, и на потегот меѓу масивите на Рудина и Осој. Површината од околу 50 км квадратни на југ зафаќа делови од Сува планина, а на североисток од Воњанската, се понатаму на исток до басенот на Маркова река. Сиве овие простори до формирањето на реката представувале целина од карбонатни карпи, мермеризирани варовници, мермери и доломити и како такви представуваат најголема континуирана карстна маса во Македонија. Вртачите, увалите, карстните полиња, шкрапите, понорите и пештерите го прават овој простор навистина единствен. За жал, тој до ден денешен останал невиден, непочувствуван за многумина, зашто да го осознае во целост, треба човек да е планинар, на место и алпинист, и спелеолог во исто време. А тоа е навистина премногу. Со голем напор се стасува овде само до многуте свети места, а камоли повеќе од тоа. А оваа наша света гора има десетици и десетици толку значајни манастирски и други сакрални објекти. Може би и оттаму името Матка. Еве пред еден однив. На самиот излез на реката од акумулацијата Света Богородица се предпоставува дека манастирската црква ја подигнал властелинот Бојко во 14. век. Во 1497 година црквата ја наоѓа во мошна лоша состојба господја Милица, која ја финансирала обновата и изработката на живописот. Објектот има форма на стеснет, впишан крст со осмоаголна купола. Апсидата од надвор е пространа. Живописот е исполнет со новозаветни сцени од Христовите страдања и големите празници. Во градбата се употребени антички столбови, раноримска надгробна стела, што потекнуваат од некоја раноримска, најверојатно некропола со храм и ранохристијанска црква. Нивната локација е се уште непозната, иако постојат некакви показатели дека се тие донесени од локалитетот Свети Спас во Матка, што ќе го видиме малку подоцна. Флората во пределот на кањонот Матка е непроценливо богатство. Богатство на растителни видови со различно генетско потекло, зачувани на еден единствен простор. Навистина е богатство да се запише бројката од 700 видови во состав на 90 фамилии. Балканските ендемити и ретките растителни видови земаат видно учество во флората на кањонот. Од рана пролет до доцна есен
Ovije prostori su obvitkani vo cvetovi i opijeni od mirizbi, pa za žal se mošne neprijatni za alergičnite na polenoviot prav. Ove krstopak na poveke klimatske su to i na biogeografski blijanije. Se nođeme se uštene sami od početok ili kraj na kanjonu, zavisi od kada će se pojde. Najprepoznatljiviji odel za mnogumina je kajakarski centar za divi vodi, slalom patekata na koja mnogo godini se održuva republičkite i državnite prvenstva. Zapotoa ovde da se proslavi međunarodnata manifestacija i lindenski kajak slalom i kako vrhna seona 1975. godina svetsko to prvenstvo vo slalom. Ovaj centarot su ostvarenite životni želbi na stotici vredni kajakari i kajakarski rabotnici. Poreći si 20-godišnja dominacija na makedonskite divovodaši vo togašnjata Jugoslavija, danas me povtorno postagnacijata na ubav pad da mu se vratime na vrvot, na ovoj sport i to avo evropski ramki. Najnoviti uspesi na našite pionerski i juniorski selekciji nepobitno go pokaže atoa. Inaku se čini, pobekevo poslednjive godini ovde je storeno na planotna infrastrukturata, otkolku na samata slalom patekata, na koja i nedostasuva jedinstveno visočinskata razlika od starta do celta. Od vreme na vreme letot na orlite dođa kako opomena za zlodelata konovije ptici, što gi izvršija alčnite lovđiji. Pre 30 godini novije prostori beše izvedena i akcijata za trujenje na volcite, što beše fatalna za mršojatcite. Sega ovdje namine samo po nekoj da se odmori na visokite karpi, za potoa da ja produlži svoja ta sanitarna uloga po pasištata i strmninite levo i desno od rekata. Pregolemite nečiji želbi za krupni lovečki trofej je opustošija matka vo vistinski smisolne zborot. Za sreća, izrazito teškata pristapnost na terenot se pak go sprečila zagrozuvanje to na osnovnite ekosistemi i nivnite biocenozi. Vleguva me vatarot na manastirot Sveti Andreja. Omiljeno to sobiralište na planinariti i alpinistite, na site što je počustvuvale divata strana na prirodata. Srednovekovnata manastirska crkva bila podignata na levata strana na rekata Treska, skrijena vo strmnite varovnički karpi. 1389. godine je završena ova gradba, koja, arhitektonski gledano, predstavuva kombinacija na izdolžen trikonhos od vnatrešnata i sloboden krst od nadvorešnata strana. Oltarnata apsida od nadvor je petostrana. Živopisot je raspoložen na zidovite vo 3 zoni. Rakovoditeljna slikarskata družina bil mitropolitot Jovan. V ovoj period to je veke zrel i mošne uspešen umetnik, koji go izdiga makedonskoto srednovekovno slikarstvo na jedno po visoko ravnište. Poznate po svojite dela vo manastirot Sveti Spas vo seloto Zrze, Prilepsko. Na freskite vo Sveti Andreja gledame glavno hristijanski, novozavetni sceni kako makite na Hristos, simnuvanje to na krstot, molitva vo Maslinovata gora, rađanje to Hristovo, tajnata večera, sretenije to krštevanje to na Hristos i taka na tom i taka na tom. Od stilsko-umetnički aspekt
Во ова сликарство се вткаени новини и особености, што го разликуваат од другите сродни споменици на културата кај нас. Планинарскиот дом крај манастирот имаше досега тажна историја. Минуваше од рака во рака на управување, талкаше во место, забот на времето и забите на луѓето го претворија речиси во руина. Приватни кафеанџии и меанџии си мислеа само на своето чекмеџе, а тој тонеше. И се така додека во своји раце не го зедоа членовите на спелеолошкото друштво Пеони од Ѓорче Петров. Без никаков надомест, цели 4 години го градат, доградуваат, одржуваат. Патиштата водат од сојузи до сојузи за физичка култура, до работни организации, до отпади. Камен по камен, и тоа најбуквално, шајка по шајка, тула по тула, и еве го во својата најубава светлина досега. Полудиви кози, шапки, лебеди се сега дел од неговиот живот, дури и замислата на пеонците да направат овде и мини зоолошка градина. Што е многу е, но матка го заслужува тоа. Овде човек може да преноки, па дури и за прв пат досега, неколку скопски семејства го проведува целиот летен годишен одмор овде. Домот беше и место за главниот одмор во нашето неколкудневно крстарење по езерото, по планињево, по пештерите. Во тоа огромна е заслугата на нашите водичи, спелеолозите, за што сме им уште еднаш особено благодарни. Во Чамец, па кон нашиот следен момент на интересирање, пештерата убава. До неа наједноставно се стасува по вода, а потоа пеш кон скоро вертикалните патеки. Лево и десно се очигледни главните морфолошки карактеристики на долината на реката Треска, оформени уште во терциерниот период. Подоцна се продлабочувало речното корито и се всечувало во карпите варовници. За време на Приоценот постоело Скопско од една и Поречко езеро од друга страна. Реката истекувала од Поречкото и се влевала во Скопското езеро кај местноста Осој. Повлекувајќи се езерото придонесло реката да добива се поголема должина, при што е впечатлива мощна интензивната ерозија.
Подножје на пештерата. До неа уште 30 на минути напорно качување. Одморите зачестуваат. Се користат и за берење чаеви. Од нив, најтешко е да се пронајде планинскиот, а наиздашна е мајчината душица и дивото нане. Ги има по целата должина на клисурата, што започна кај Света Богородица, кај манастирот, а завршува во Луковечкото речиште, цели 15 километри. Факира бе. Уште малце ќе видиш дали нема да легне. Работа се стемни. Неслучајно по својата живописност, панорамска неповторливост, по богатството на ендемичен растителен и животински свет, овој кањон се вбројува меѓу најубавите кај нас. Локалитетот се вика Мркавица, а местноста пошироко Висок Рид. Ова е пештерско подрачје во кое, како ретко во Републикава, на релативно мал простор се наоѓаат 9 пештери. Ова мора да пиште. Подземните карстни облици во Матка се со димензии од 20 до 176 метри и два пропаста со длабочина од 38, односно 40 метри. Две пештери се постојано влажни, а другите и тепак се од типот звекари. Се спуштаат вертикално, а долу имаат проширување. Трите најинтересни подземни облици се во непосредна близина на големото карстно врело. Коритиште е тоа, кое одиграло значајна улога во нивниот постанок. Тоа се врело, крштелна и надврело или убава, како што ја нарекоа спелеолозите. Последнава, рековме, е нашата цел. Ајде. Кажи.
На 100 метри над езерската површина се наоѓа отвор што води во внатрешноста. Надморската височина овде е само 470 метри. Отворот има кружен облик со пречник од 1,5 метра, а потоа се оди по еден тесен ходник. За оваа пештера не се потребни некои особени предзнанија, но без водич воопшто не е пожелно да се влегува. По совладувањето на првите угорнини се доаѓа до крстосница, каде што пештерата се дели на два дела. Едниот се простира кон југозапад и потоа свртува кон запад, а другиот кон север, односно кон североисток. Големата сала е широка 10 метри, а долга на 30. Првиот впечаток е дека се наоѓате сред шума од сталагмити, а сводовите наличуваат како дожд од сталактити. Прекрасните столбови, високи и по 6 метри, и зидовите од варовнички пердиња, го прават просторот повеќе од убав, но и некако нереален. Навистина се чувствува овде човек како во некој друг свет. И навистина е некој друг. А кога ќе излезете надвор, погледнете слободно на часовникот. Ќе сватите дека долу сте го загубиле чувството за време. Сте се задржале 3-4 часа, а се би поминало како 5 минути. За еден новинарски запис пак многу е важно да се почувствува кога треба да се замолчи. Зашто е и тоа како тешко да се напише нешто поубаво од овие убавини.
Kraj na jedno пътешествие, сместено во некакви 30 на телевизijski минути. А за матка има уште многу да се каже. До скоро видување.